Продолжуваме со програмата на Слободен печат. Во очи годинешното издание на Скопскиот маратон, кој е на програмата во недела, денешен наш и ваш гостин е државниот рекордер во полумаратон, атлетичарот Кокан Јаневски. Кокан, добро утро и добре дојде во студиото на Слободен печат. Добро утро, добро најдов, ви благодарам за поканата, поздрав до сите ваши гледачи. И само мала корекција, не сум рекордер, поранешен шампион, да, конкретно мислам 4 пати во полумаратон. Најпрво сакам да ве прашам од кога Кокан се занимава со трчање и од каде идејата? Така. И па започнав 2008 година, случајно, еве сега е актуелен Скопскиот маратон. Секогаш кажувам како што било случајно слушнав реклама на радио за Скопски маратон. Не знаев што е тоа маратон, дознав дека е 42 километри, полу од маратонот е 21 и си реков тоа е предизвик, ми се допаѓа да пробам да истрчам дали ќе успеам 21 километар, тогаш сакав само да го завршам и без да одам. Тоа ми беше целта. Ете, тоа беше љубов на прв поглед од 2008 година и така сосема случајно истрчав еден полумаратон и продолжив да учествувам на сите оние трки што следува. Прво мислев дека, бидејќи имав 26 години, сега имам 42, бидејќи многу доцна сум почнал, нема да имам право да учествувам, меѓутоа видов дека на уличните трки, како што се маратоните, полумаратоните и останатите трки на пат, може да учествува секој, независно од возраста. Тоа ме охрабри и си реков, еве да пробам да си реализирам еден мој детски сон, да кажеме. Од секогаш сум сакал да бидам спортист, професионален, иако никогаш ништо не сум спортувал професионално. И тука се најдов дека можам да се покажам во тоа поле. Така продолжив да трчам и така е целата моја приказна. Ете, после 2 години станав прв пат шампион на Македонија во 2010-та. И еве, да кажеме на резиме, имам повеќе од 20 пати титули државен првак на Македонија во различни атлетски дисциплини и повеќе од 30 настапи за атлетската репрезентација на Македонија. Убава инспиративна приказна. Бидејќи ве следам на социјалните мрежи, пред некој ден на својот Facebook профил напишавте, ве цитирам, иако многу се обидов да го засакам маратонот, сепак моја најголема љубов во трчањето остана трката на 21 км. Так. Во недела на 19-тото издание на Скопскиот маратон ќе имате нова можност да се заљубите во маратонската делница. Так. Па така сакам да ве прашам што за вас значи Скопскиот маратон и по кој пат ќе настапите? Да, па ете ова е јубилејно 20-то издание на Скопскиот маратон. Јас ете како што изјавив на мојата објава на Facebook, што ја цитиравте вие. Многу сакав да го засакам маратонот, 42 километри. Кога почнав да трчам, а и сите што почнуваат, најдобро е да го одат тој ред. Прво да трчаат пократки трки, па понатака, ете, во животот и во атлетската кариера да се пренасочат кон подолгите. И така ја долго време уживав во полумаратонската трка, се додека еден ден не си размислив малку повеќе, си викам чекај се, кога ќе трчам маратон, времето поминува, не сум почнал да тренирам на 10 години атлетика. Така што, ете, истрчав, не знам, повеќе од 10 мислам маратони имам истрчано, меѓутоа никогаш, како што кажав, не се пронедов во тоа. Многу повеќе уживам на полумаратонската трка. Ова ќе биде мое 16-то учество на Скопскиот маратон. Практично еднаш само неам учествувано 2012 година, откога започнав да трчам. На сите останати изданија од 2008 па до ден денес сум учествувал. Имам 8 учества на полумаратон, 6 учества на маратон. 2015 се одржи, бидејќи се одложи маратонот, истрчавме така ревијално на Скопскиот маратон. Така што еве сега повторно, иако лани трчав полумаратон, оваа година ете ќе трчам 42 километри, ќе биде и државно првенство на Македонија и тоа ми е исто така предизвик. Така што ете, се надевам дека овој пат со најголемо искуство до сега највеќе ќе уживам во оваа најтешка атлетска дисциплина. Значи Скопски маратон без Кокан не е Скопски маратон. Позади себе имате илјадници километри низ трките на широм светот. Имате ли некоја трка што може да издвоите, што ви останал впечаток, што имате најдобро време, може би? Па, омилена трка, ете и мој најдобар интернационален успех е бронзениот медал од 2018 година од Кипар, од Лимасол на Балканското првенство во маратон. Тоа ми е нешто што ќе опаметам целиот свој живот, нешто за кое што искрено кога почнав да трчам
ниво најлудите соништа не сум се надевал дека ќе можам да го остварам. Ете и горд сум на тој успех. Така што таа трка ми лежи ептен во срце, прекрасен град, одлично место, трчате поред море. Значи имам таму спомени убави кои што никогаш нема да ги заборавам додека сум жив. А исто така има многу трки. Ете, исто така можам да издвојам светско првенство во полумаратон 2014 година во Копенхаген, кај што е мојот личен рекорд на полумаратонската трка. Многу убави трки. Светски и европски првенства во планинско трчање. Можам да ги издвојам оние што бевме во Италија. Значи прекрасни предели, убава атмосфера, дружење, трчање на најубавите планини. Значи многу трки, многу настани. Ако почнам да набројувам, ќе ни треба можеби неколку емисии. Меѓутоа ќе кажам дека ете, сум благодарен дека сум имал можност да го остварам сето тоа, да бидам ети македонски репрезентативец и како викаат на крајот од денот, тоа е она што останува, тоа е она што се памети, сите тие убави, незаборавни моменти. Покрај тоа што сте професионален атлетичар, вие имате и свој атлетски клуб. Така. Кажете ни нешто повеќе за тоа. Така, ете, нашиот атлетски клуб се вика АКК. Членка сме на Атлетската федерација на Македонија. Редовно учествуваме во системот на надпревари што се во рамки на надпреварите во Македонија. Освен да кажеме за возрастни, имаме и детска атлетика. Од пред 5 години, кога и практично почна проектот на детската атлетика во Македонија, ние земавме учество, така што сите деца што сакаат да дојдат може да ги посетат нашите тренинзи. За оние повозрастните имаме и како дел од нашиот клуб функционира и Skopje City Running Club. Тоа е проект кој што го имаме со Skopje City Mall, каде што овозможуваме бесплатни тренинзи на сите љубители на трчањето, независно од возраста, така да ги охрабрувам сите оние што едноставно го сакаат трчањето, било каква форма, било какво презнаење да имаат или да немаат, само да имаат желба може да дојдат. Сите тие тренинзи и активности се бесплатни. Освен тоа, одржуваме и работилници за трчање, организираме и трки, кои што исто така се бесплатни, околу City Mall. Работилници за трчање каде што може да посветиме внимание на она што не можеме подетално да го посветиме на тренинзите, каде што зборуваме за теми кои што се врзани со здравиот и активен начин на животот, особено поврзани во конкретниот случај со трчањето. Така што клубот функционира, наполнивме 10 години во март, до година 11 здравје. И ги поканувам сите оние љубители на трчањето, слободно може да ми се контактираат, да ни се придружат, независно дали станува збор за индивидуални тренинзи, дали за групни тренинзи или се што е поврзано со здрав и активен начин на живот. Мислам дека ќе одговориме супер професионално на потребите. Да се надоврзиме на ова што пред малку го кажавте, Македонија ова лето го имаше прв пат во историјата на македонската атлетика имаше свој представник во маратонското трчање во името на Дарио Ивановски. Да. Дали неговиот настап на Олимпијадата во Париз е мотив плюс за повеќе деца да се занимаваат со трчање или пак оние што веќе се занимаваат да се занимаваат што по-професионално? Така е. Дефинитивно, одличен успех, како што кажавте, и прв пат во историјата на нашиот Дарио Ивановски. Тоа дефинитивно е мотив за сите останати да ја следат неговата приказна, да видат како може буквално секој што навистина сака, што има цврста волја, што е решен за тоа, што е спремен да се откаже од многу работи за да го оствари својот сон и да биде присутен на Олимпијадата и на тој начин директно и индиректно да мотивира и многу други луѓе. Како што и јас претходно сум мотивирал, што сум инспирирал, Дарио тоа го направи на многу повисоко ниво, многу подобро, направи многу рекорди, ја представи Македонија на многу значајни надпревари. Значи, вистинска инспирација е како за младите, така и за повозрастните, и тоа е доказ дека буквално уште наш ќе кажеме секој може, доколку навистина сака. Така што се надевам дека ќе успее и понатака да и на следната Олимпијада да земе учество и да подобри својот пласман, да донесе уште нови убави моменти за паметење и за историја на Македонија и дека тој пат ќе го следат и многу нови генерации кои што ќе започнат со трчањето.
Кокан, важите за голем мотиватор меѓу колегите. Имате напишано и 2 книги. Првата книга насловена Трчањето ме учи така. и втората Трчам за тебе. Трчам за тебе. Кажи нешто повеќе за овие 2 книги. Така. Па Трчањето ме учи е од 2020 година. Значи пред 4 години точно. Тоа беше моја прва книга која што спонтано испадна, најнапред инспириран од сите оние убави моменти кои што ги носи трчањето, восхитен од сите мои настапи за македонската репрезентација и се останато, што сум го објавувал на социјалните медиуми, луѓето тоа го најдоа како инспиративно, како мотивирачки и почнаа да ми кажуваат ајде па еден ден, ете, добјавиш и книга. На почетокот никогаш не размислував за тоа, меѓутоа времето поминуваше, тие продолжија со тие нивни изјави, мене од друга страна ме заинтригира сето тоа и ете, малку по малку, сосема случајно, испадна првата книга, Трчањето ме учи. Задоволен од тоа како помина промоцијата, колку многу луѓе се инспирирани, ја прочитале, позитивни критики од истата, исто така успешни приказни, ми кажува, ете, ми ја прочитал твојата книга, ме мотивираше да почнам да трчам намали килограми и учествувам на трки на надпревари. На тој начин бев мотивиран и чувствував и некоја одговорност и обврска да ја напишам и втората книга, овој пат свесно беше тоа. Паметам пред околу 2 години кога бев гостин во исто ова студио, тогаш ја најавив дека ќе се случи втората книга Трчам за тебе. Се случи и тоа, беше во април оваа година, 2024 година, значи после 4 години од првата. Ете, сите заинтересирани може да е своевидно продолжение во стилот и начинот на пишување од првата, меѓутоа овој пат тоа беше наменски и свесно. Знаев дека ќе биде книга, свесно ја пишував уште од првиот момент. И стилот е сличен, темите се тие, инспирација, мотивација, филозофија, се врзано со трчањето, односно трчањето представува една метафора, многу повеќе се зборува и за животот и за се останато. Да не откриваме, сите заинтересирани може да ги набават книгите на kniga.mk или во книжарниците на издавачкиот центар 3 или онлайн кажавме, или може би во сите останати поголеми книжарници во Македонија да се најдат книгите, да ги прочитаат и со најголемо задоволство може да ми сконтактираат, да продискутираме за било што, дали за книгите, дали за трчањето. Така. Одлично. Кои се идните планови на Кока? Па идните планови, ете, ми се допаѓа што ја одржувам својата форма низ годиниве, што сум жив и здрав, што можам да трчам. Тоа ме прави неизмерно среќен. Не тренирам на она ниво како што сум тренирал, да кажеме, неколку години порано. Се разбира, годините си го прават и своето, меѓутоа едноставно уживам во се ова што го правам. И се додека ме држи таа мотивација, инспирација да тренирам на највисоко ниво, за мене, се разбира, ќе го правам тоа, ќе бидам дел од државните надпревари во Македонија, ќе учествувам на сите останати трки во Македонија и амбиција, ете, моја лична, и понатака да трчам и на трки надвор од Македонија. Нема поубаво нешто кога трчате, патувате и уживате во сето тоа, а се разбира, ете, посакувам и нашиот атлетски клуб АКК да порасне повеќе, да имаме повеќе деца што ќе тренираат, да има повеќе возрастни што ќе доаѓаат на трчањето, на нашите тренинзи и едноставно целата оваа приказна што функционира, еве јас трчам веќе 17-та година, преку мојот личен пример и преку сите останати позитивни успешни приказни во нашиот клуб, тоа да продолжи да се шири во годините што доаѓа и да имаме се повеќе луѓе кои што ќе се здрави во Македонија и кои што преку спортот ќе ги реализираат своите цели и ќе бидат поуспешни во животот. Коган, благодарам на одвоеното време, посакувам да ги остварите зацртаните цели. Во недела да имате добро време и лесни нози. Ви благодарам многу, се надевам дека ќе излезете и вие на улиците во недела од 8 часот до 13 часот да им даеме поддршка на сите учесници на Скопскиот маратон и се надевам ќе се видиме во следна прилика. Благодарам. А вие, драги гледачи, останете со програмата на Слободен печат.